Да се заблагодарам за присуството. Денеска сме во рамки на теренските активности на ВМРО-ДПМН во посета на општина Сопиште. Имавме веќе средба со градоначалникот кој што редовите на ВМРО-ДПМН, а ќе имаме потоа средба и со општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, како и со жители од овие населени места, со кои што ќе разговараме за актуелната состојба во државата. Можам да кажам дека општина Сопиште е пример како може да функционира една општина кога има добар менеджмент и навистина би сакал да го пофалам градоначалникот, е еден добар пример како кадрите на ВМРО-ДПМН го реализираат она што е ветено во програмата. Општината се развива исклучително добро, во моментот има и големи проекти пред себе. Само тука имаме два значајни проекти. Едниот е изградба на нова детска градинка, вториот е изградба на културен дом, што зборува за посветеноста и за работата на градоначалникот и на целата општинска администрација. Она што исто така е за пофалба е што целокупната општина се развива и на вистина овдека гледаме дека се создава еден нов мал град. Продолжуваме во следниот период исто така со посетите. Врз основа на овие посети ќе ја сработиме и програмата на ВМРО-ДПМН за следните локални избори, во кои што фокус ќе бидат проектите и она што е потреба на граѓаните. Благодарам, повелете доколку има прашања и на темата и надвор од темата, се разбира. Господине Николовски, ваш коментар ако може за Универзитетот од Велико Трново? Па, имам две работи што би сакал да ја кажам. Прво, апсолутно мислам дека е корисно да се развива соработка на научен план, затоа што науката е она што треба да ги обединува жителите не само на Балканот, туку и во цела Европа и најдобрите да одат напред. Но она што ме загрижува е начинот на кој што ова се прави. Од проста причина што од сите универзитети кои што ги има во Бугарија се избра токму овој универзитет кој што има исто име со најголемиот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи, на кој што голем број генерации се образували и се образуваат. Најголем дел од нас го стекнале своето високо образование таму. И навистина на овој подмолен начин да се подриваат темелите на најголемиот македонски универзитет, мислам дека е за секаква осуда. Она со што исто така не го гледаме е реципроцитет. Например, не видовме дека било кој од македонските универзитети му се дозволува да отвори своја филијала во Бугарија. А и еве да прашам дали мисли Зоран Заев и владата дека би дозволиле во Софија да се отвори филијала на Битолскиот универзитет, кој што се вика Свети Климент Охридски и го носи истото име како најголемиот универзитет во Бугарија. Мислам дека бугарите не би ни помислиле да дозволат таква работа, камоли да ја направат. Продолжува оваа политика на Зоран Заев на распродажба на македонските национални интереси, но на изборите кои што ќе ги имаме во октомври, во ноември, ќе се стави крај на таа политика. Очекувате ли дека ќе отпочнат преговорите за влез во Европската Унија и што доколку тоа не се случи? Па, едно е дали сакам, друго е дали очекувам. Апсолутно дека сакам и посакувам да Македонија конечно почне преговори за членство со Европската Унија. Тоа го заслужуваат пред се македонските граѓани. Но мислам дека шансите се мали, да не речам никакви, сведени само на теорија. Не сум оптимист дека Македонија ќе почне за скоро преговори, пред се заради политиката која што ја води оваа влада. Така што не сум голем оптимист дека Македонија ќе ги почне преговорите и затоа треба Зоран Заев, Никола Димитров и Бујар Османи да поднесат одговорност, затоа што и на изборите кои што беа лани најавуваа дека ќе почнат преговори за членство со Европската Унија, иако гледаме дека тоа не се случува. Како ги коментирате изјавите на Зоран Заев за можно покачување на даноците и дека е морално да се донесе новиот закон за продажба на земјиште, дека без тој закон нема развој? Па и гледам како признание за економското фијаско кое што и се случува на Македонија. Долгот со Зоран Заев во апсолутни бројки порасна за 2 милиарди и 800 милиони евра. Во
релативни бројки, односно во проценти е некаде веќе околу 63% од бруто домашниот производ, односно ја надминува она психолошка бариера од 60%, која што е и мастришки критериум за членство во Европската Унија. Ова е признание на Зоран Заев дека Македонија е пред банкрот, а исто така и потврда на она што јас лично го говорев пред една недела, дека Македонија е на рап на една галопирачка инфлација, имајќи предвид дека проекциите на Народна банка за оваа година беа 1,5% инфлација, па се коригира на 2,5%, а веќе во овој момент имаме околу 3% инфлација, а крајот на годината е далеку, односно уште 7 месеци има до крајот на годината. Решението на овие проблеми не е со зголемување на даноците, напротив, решението на овие проблеми е со создавање на можности за зголемување на економската активност, како и можеле стопанствениците да произведуваат повеќе, да продаваат повеќе и врз основа на тоа да плаќаат повеќе данок, а нашата политика и филозофија на ВМРО-ДПМН е намалување, а не зголемување на даноците, затоа што сметаме дека повеќе пари треба да останат во стопанството, како би имале помотивирани стопанственици, но и подобро платени работници, кои што би создавале поголема додадена вредност. А во однос на земјоделското земјиште се работи за еден мафијашки обид за распродажба на Македонија. Откако Зоран Заев се обиде да реализира неколку лукративни проекти и ниеден од нив не му успеа. Сега последниот голем така наречен проект кој што се обидува да го реализира е распродажба на земјоделското земјиште, нешто на што не помислиле генерации и генерации македонски политичари, без разлика дали во поранешна Југославија или во независна Македонија. Зоран Заев се најде најпаметен да го прави тоа. Ние жестоко ќе се спротивставиме и ќе ги употребиме сите механизми во собранието овај закон да го спречиме, затоа што државното земјиште, земјоделско, треба да се даде на земјоделците, на оние кои што сакаат да го работат под концесија, но никако да се продава, особено да не сме да се дозволи да се продава на луѓе со криминални намери, кои што се од државата или од странство, но кои што немаат честни намери. А, кажав, мислам дека се работи за еден исклучително мафијашки Планирате да поднесете ново законско решение, или? Планираме да дадеме конструктивни амандмани, кои што ќе дадат најдобро решенија, доколку истите не бидат прифатени, а да бидам искрен, не очекувам дека ќе бидат прифатени, затоа што нема честна намера, ќе направиме се да блокираме законот во собрание. Како го оценувате предлогот кој вчера Македонија го доби од министерот за надворешни на Португалија и Вархеј за надменување на проблемот со Бугарија и отпочнување на преговорите за членство на земјата во ЕУ? Дали е тој прифатлив и дали е добра основа да продолжат преговорите меѓу двете држави? Па, тој предлог ние не го знаеме, никој не го искомуницирал со нас, нити не информирал за содржината на предлогот, така што мислам дека е безпредметно да коментирам нешто што нити јас, нити партијата го виделе, до нас не стигнал, но можам да кажам неколку други работи. Прво, Македонија апсолутно треба да почне преговори за членство со Европската Унија заради граѓаните на Македонија. Но политиката на Зоран Заев, надворешната политика, доживува целосно фијаско. Всушност и самото тоа што вчера имаше предлог, покажува дека Зоран Заев лажеше. Односно, Зоран Заев вети, а потоа рече и дека исполнил решавање на билатералните проблеми со суседите, па кога го подпиша нештетен договор со Бугарија во август 2017 година, рече дека сите проблеми со Бугарија се решени. За денеска да сите знаеме дека проблемите со Бугарија воопшто не се решени, затоа што Бугарија стави вето на почетокот на преговори на Македонија за членство со Европската Унија, а сега гледаме дека тој договор очигледно не е доволно, затоа што се даваат нови предлози кои што претпоставувам дека се надвор од договорот, затоа што доколку биле во рамки на договорот не гледам причина зашто би се давале такви предлози. Политиката на Зоран Заев за распродажба на македонските национални интереси во замена за одбрана на криминал и корупција, ја донесе Македонија да станува црна дупка и да станува последна држава во регионот. Затоа треба да има промена, една мудра надворешна политика во која што ќе се истакнуваат домашните предности, може да даде резултати, а тоа е пред се Македонија мора да се посвети на силна битка со организиран криминал и корупција, реформа на јавната администрација и значајни економски реформи и инвестиции. Кога ќе ги имаме овие три работи, верувајте дека европските држави ќе сакаат Македонија да преговара за членство и ќе има еден
посериозен притисок кон Бугарија за таа работа, кој што за жал во овој момент не го гледаме. Конкретно дали предлогот за кој што зборуваат медиумите е прифатлив за државата да ги продолжи преговорите со Бугарија? Јас ви кажав, не сме го виделе предлогот, така што мислам дека е безпредметно да одговорам дали е прифатлив или не, но еве уште една работа да искоментирам. Од она што го видов вчера во медиумите, видов дека во Бугарија го одбиле предлогот, па за каков политички аматер треба да се работи кога слушате дека Бугарија го одбила предлогот, а Зоран Заев излегува и вели ова е добра основа за преговори, а таа основа не постои затоа што тој другиот кој што треба да го прифати го одбил, што е дополнително рушење на македонските национални позиции и интереси и е уште една потврда дека ќе се оди според Зоран Заев надвор од договорот со Бугарија од 2017 година, кој што според нас е исклучително штетен, значи има намера да направат уште поштетна работа од тоа што го направија во 2017 година.